добар ден и фала ви на сите што дојдовте, што одвоивте дел од вашето време за да бидете тука присутни денес и да ме слушате мене и Роза. Се надевам и да научите нешто убавко. Пошто имаше прашања, уствари да се представам, јас сум Данче Белов, значи гешталт едукант сега во 4-та година. Се надевам наскоро ќе си го завршам тој цел убав циклус и ќе си бидам дипломиран гешталт терапевт. 5-та година веќе на институтот Чиките Марици во Кјото, Јапонија, значи 2-годишна едукација имам завршена за филозофијата, за јунгистичка аналитичка психологија во Јужна Африка и Јоханесбург, дипломиран економист и сега на МИТ, факултет психологија 1-ва година, писател, филозоф, алхемичар, преведувач, езотерик, ексотерик, едноставно љубител на мудроста, на пишање, зборик. За да ви одговорам на прашањето, да, почнавме за книгите. Вака, пошто ова е серија за гешталт психотерапија, гешталт филозофија со гешталт енергијата. Секој четврток, цел јуни, цел јули ни е планиран. Прошлата недела зборнавме за вовед во гешталт психотерапија и ја споменавме оваа книга, нашиот заеднички превод со Розе од проектот на преводи на гешталт литература како гешталтисти и како познавачи на англискиот и на германскиот јазик. Внатре и надвор од кантата за отпадаци автобиографија на основачот на гешталт психотерапија, Фриц Перелс. Значи, книгата е прекрасна, никогаш не требаше да биде книга. Почнал човекот да се запишува како да се дневникува, меѓутоа толку убаво било. И почнал да ги активира концептите на гешталт литературата и излегнал книга на крајот од денот. Почнал да ги запишува своите мисли. Едноставно. Многу автентична, многу гешталтистичка. Основата на целата негова филозофија, зошто ја оформил гешталт психотерапијата. Наскоро ќе има и втор превод на гешталт литература, ама за нејзе ќе бидете накнадно известени, многу важна книга. Втора книга за која денеска ќе зборам е Создавање на еден гешталт. Создавање на еден гешталт е книгата која лани октомври ја издадов. Имавме промоција на книгата во лабораториум, меѓутоа сега сакаме повторна презентација. Благодарам на Наде и на Бегершвит што ми го даде просторот и сака едноставно да слуша млади автори, издавачи. Затоа и сакавме да презентирам уште еднаш. Создавање на еден гешталт е всушност збирка на мои есеи, трудови, внатре има и одбраната на мојата теорија, бидејќи мора да имаш одбрана теорија кога се постанува гешталт советник. Едноставно тогаш многу пишувам. Екстремно многу пишувам и на Рози се свиѓаа моите есеи, што рече дека би сакала да ги види склопени во книга, за да можете луѓето да ги читаат едноставно. И така ме поттурна да издадам, што беше интересно, бидејќи првата моја книга си ја издадов пошто имаше потреба, а оваа книга никој не поттикна. Така ти благодарам на Розе, што се свиѓа моите есеи. За да се спремам за денешниот ден, си ги читнав и мене ми се свиѓа моите есеи, да ви кажам. Пошто како писател никош не ги читам есеите, книгите. Едноставно ќе ги читам колку што до издавање и повеќе не ги гледам, пошто не знам, имам некој страв дека не е доволно добро, дека ќе си најдам нешто, дека ќе си скритикувам себе си. Се уште тоа не ме завршен гешталт. Од днеска планот ми е да ви читам, бидејќи темата денеска ќе
ќе ни биде многу повеќе на болести и на здрави граници. Тоа сакам малку да го донесам во полето, бидејќи е многу битна тема, посебно за жените. Кога правевме промоција на книгава, во лабораторија можев да имав и проекција на песна и на инсерт од видео, изборев за траума и за стрес. Која е разликата помеѓу траума и стрес? Внатре има есеи, меѓутоа, ако сакате може да го чуете тоа видео, целото го има на мојот YouTube канал, Применете спиритуалност. Значи, не сакам да се повтараме, ама сакав сепак пак да зборнам за стрес, за траума, за болести, посебно за автоимуните болести, што све се случува кога личноста ги заборава своите здрави граници. И третата книга да ја споменам, тука што е на масава, ова е мојата прва авторска книга, за која ќе зборам на 25 јуни, тоа е среда, четвртоци ми се за гешталт литературата, а во среда ќе зборам за спиритуална тематика и за спиритуално-енергетските техники на исцеление. Ќе имаме презентација на нејзе и многу повеќе ќе ви зборам за нејзе на 25-ти. Тоа е моето прво писателско чедо. Ја напишав буквално од потребите за македонци, за македонска публика напишано. И внатре ги има сите прашања, здраво, повели, ги има прашањата што моите ученици, клиенти ми имат прашувано во текот на 10 години, бидејќи веќе сум 13 години практикант на спиритуално-енергетски техники. Да, имам собствена школа, школа за применета спиритуалност, која веќе 5 години работи. Работам веќе 13 години како интегративен спиритопсихотерапевт, значи со многу клиенти позади мене. Работам собствена техника, што ја патентирав пред 10 години со Рейки Риохо, за кој имам едукација во школата и го работам оригиналниот јапонски рейки, значи не американизиран, не европеизирана техника, 101 година иста. Значи за нејзе ќе збориме на 22 јули. Ќе ви презентирам како е вистинското Усуи Рейки Риохо. Непроменето 101 година. Зашто служи? Кој го осмислил? Зошто го осмислил? Има огромна разлика помеѓу тоа што се нуди тука сега во Македонија и тоа што е. И бидејќи институтот од Кјото ги дава дипломите, ги дава сертификатите, ги дава учебниците, каде идете во светот, сите мора исто да ви исцелуваат. Тоа е убавината во оригиналното рейки. Остана секогаш исто и го нема на YouTube, и го нема на интернет, и никаде не можете да најдете слики. Бидејќи сме понизни кога го работиме тоа. Рейки техниката никогаш не беше наменета за реклами и Усуи сенсеј кажа дека не смее да се рекламира, за да можат само понизните што сака да се исцелуват да дојдат, да не најдат по енергијата, по полето. И кога збориме за исцеление и за болести, бидејќи денес темата ни е гешталт, се надевам доволно сте будни, мојот глас нема да ве заспие. Ќе почнеме со читање од книгава. Значи, како што кажав, би сакала малку да ја допишеме генетиката, болката, здравите граници, болестите. Тоа не е специализација мене. Јас сакам предизвици, сакам тешки случаи, можам да се носам. Многу сакам да работам со луѓе кои имаат огромни трауми. Посебно луѓе мислат дека нема зошто да се живее. Сакам да им обезбедам безбедно место, дори да им направам место каде што може да дојдат во тешки моменти, навечер, преку ден. Тоа ми е живот во мисија, сакам да им изградам сигурна куќа, каде што ќе има доволно терапевти, доволно психолози, за да можат да преживеат. За кратко на таа тема ќе ви изненадам со едно друго мое дело, наскоро. Данче полна со идеи. Да. Ми е најамбициозна ученичка.
И бидејќи реики, техниката е наменета за физичко исцеление пред се, тоа е замена за модерната медицина. Никогаш не беше за се опушти човек. Јапонците се опуштени сами по себе, зашли техника за се среќање за се опуштени. Шинтоизмот те прави да се среќен. Меѓутоа физичките болести беа проблем, посебно немањето на болници и затоа целата таа техника на исцеление. Додека тоа го работев, додека практикував 13 години и повеќе исцеление на физички болни и психичко-емоционални дисторзии, спирито-енергетски техники и последниве 3 години од гешталтистички пристапи, интегрирани пристапи, сватив многу работи. И ова, сите мои есеи се напишани од лично искуство. Кога имам цитати, цитатите се напишани од која книга е како. Меѓутоа се ова што ќе прочитате во моите книги се мои мисли. Мое лично искуство. И моите ученици знаат дека никогаш нема ништо да им кажам, нешто што сама го немам видено со сопствените очи и го немам слушнато со сопствените уши. Значи, ако не знам, не знам. Ама тоа што знам, знам. Ке почнеме со генетика, болка и болести. Мислам дека во денешно време, 2023 и почеток на 2024 година, абсурдно е да се мисли дека сите болести и дисторзии во организмот се генетски предизвикани. Уште многу одамна ја надраснавме Дарвиновата теорија и моментот дека потекнуваме од мајмуни. Денес, барем поголемиот дел од човештвото, веќе увидовме дека не постои такво нешто како the missing link помеѓу луѓето и приматите, тоа е шимпанзата. И во областа на медицината полека но сигурно доаѓаме до неотповиклив заклучок дека не можеме, не е логично да сите болести и болки кои не се случуваат ги препишеме на лоши гени и да се оградиме од одговорност за собствените одлуки, постапки и избори. Со зголемување на употребата на собствениот ум, а не само папагалско повторување на цитати кои се наметнуваат преку домашно и општествено образование, пристапноста до многу повеќе книги и информации, либерализација од религиозни и државно-културолошки норми, се повеќе луѓе се будат за собствената вистина дека можеби па и ние самите сме криви за нешто и дека и ние самите можеме да се направиме да ни е убаво или лошо. Изборот е наш. Вистина е дека болестите и дисторзиите во најголем дел потекнуваат од семејната линија, но не преку ДНК и генетика, туку преку интроекција на болен, навикнат и несвесен модел на однесување на луѓе кои ја сочинуваат единицата која нарекуваме семејство. Семејната линија, лоза и начинот на кој секој од членовите бил воспитуван, начинот на кој тие самите понатаму се воспитуваат, посветувањето или отсуството на внимание, начинот на кој покажуваат или не покажуваат љубов, е основата на сите фамилиарни болести кои ние генетски ги имаме. Токму поради ова будење на многу нови увиди во процесот на формирање на личноста и телесното и ментално здравје на еден човек на сцена се појавува епигенетиката. Научниот допринос на епигенетиката е исклучително важен во разбирањето со сузбивањето на појава на канцер и други автоимуни болести, неуродегенеративни заболувања и зависности. Механизмите на епигенетиката вклучуваат привремена активација или репресија на изразување на одреден ген. Интересно е што навистина е утврдено дека навиката на изразување или потеснување на одредена карактеристика на карактерот може да се пренесе генетски како информација во кодоните на наредните генерации. Иако господин Бадингтон, ембриологист, ги поставил основите на епигенетиката во 1942 година, оваа наука за регулација на гените добива замавтек сега во 21 век како резултат на многуте обиди на доктор Брус Липтон да ја докаже незината важност за стопирање па дури искоренување на однесувањето кој би предизвикало генетска модификација што неминовно резултира со телесна болест или дисторзија.
Денес постојат многу научни истражувања и доста видови алтернативна медицина и спиритоенергетски техники кои докажуваат дека нашата ДНК може да се менува преку нејзино манипулирање со суптилни фактори, како што се емоциите, мислите, собственото однесување, а не само преку директни вирални или бактериски бризгувања, т.е. вакцина. Преку работата и истражувањата на многу прекрасни луѓе кои беа и се спремни да ја подигнат својата глава и да погледнат подалеку од стереотипната диагноза, постојат научни студии и трудови кои докажуваат дека 98% од сите болести на светот се предизвикани преку директно или индиректно влијание на социјалната, т.е. општествената околина, најчесто нашата најблиска, но и подалечна. Еко родителите се криви. Секогаш. Како За жал, секогаш. Како да не е така. Ајде, родител. Не е така. Знаете, немам случај до сега, значи можеме слободно да идеме вака, малку да читам, малку да збориме, мислам, секогаш, слободно прекинете ме. Толку години работам за трудот што ќе го презентирам еве во септември во Хрватска за истражување на самоубиствени обиди и автоимуни болести. Значи од некаде околу 900 мои пациенти, 100 што се многу кризни, ја немам видено автоимуна болест да потекнува од ген. Немам видено. Посебно работам со жени што имаат автоимуни болести, а канцерот е најчест автоимуни болест. Значи, според статистички податоци во Република Македонија 1,2 жена има канцер на матка. У најмала рака има цин-1. Значи, канцерот е автоимуна болест. А автоимуната болест никој не му текна да размисли дека е автоимуна. Сами си ја правиме. Авто грчки сам. Себес. Самостално. Буквално нервниот систем. Имаме уште нешто што е автономно кај нас. Тоа е нашиот автономен нервен систем. Него ако го запрекнете, отиде све. Секогаш кога почнуваме, тоа и ќе го видите у јули, планираме да направиме една презентација како изгледа оригиналното енергетска спиритуална пракса. Било каде да идете во светот кај вистински исцелител и практичар на било која алтернативна медицина, секогаш почнуваме од глава. Нема процес спиритуо-енергетски протокол што не почнува од глава. Сите стари народи знаат дека све е до главата. Видете, имаме ние 4 тела. Спиритуално, т.е. енергетско тело, или астрално, зависи што литература читате, ментално тело, емоционално тело, па физичко тело. За да дојде болест до физичкото тело, треба вие да уништите 85% од вашиот спирит, од вашето енергетско тело. 85%. Пошто кога нешто ќе се уништи до 85%, почнува промена. До 85% Господ уште се надева дека имате здрав разум. Ама после 85% веќе почнува процес на деградација. Одма после тоа тело е менталното тело. Што значи, кога ќе почнете да се го расипувате спиритот, кога ќе почнете да дозволувате други луѓе да ви влагат у личен простор, кога ќе престанете да имате здрави граници, кога ќе го симнете гардот, посебно за маж, за партнер, за шеф, за пари, за позиција, и кога ќе почнат да се продаваат луѓето, ќе влезе целото општество во ваше лично поле, тогаш почнуваат лоши мисли. Зашто сега ова го направи? Најпрва е окривување. Ем сме луди, зашто сме дозволиле, зашто не манипулират, ама не ги дигаме здравите граници, пошто нели пари ни требат. Како идеме на одмор? Тоа на македонците кондиционирани од деца сме кондиционирани, општеството така не кондиционира, така да по дефолт не се уништени сите тела. Затоа и една од најголемите причини се интроекти, тоа гешталтистички ги викаме интроекти.
буквално ги готаме тие работи, шо школо, шо у градинка, значи ја нешто што научив од прво до четврто дека луѓето се делат на богат родител и немаш богат родител. Тоа е единствено нешто од прво до четврто што научив. Ништо друго. Ако имаш богати родители, ќе имаш петка, ако немаш, нема да имаш петки. Тоа е нешто што научив. И кога ќе почнеме да работиме за општеството, за фамилијата, за другите, ние немаме здрави граници, тоа го викаме негативна конфлуенца. Значи, или само голтање на интроекти. Дефлексија, дури се правиме дека не е здравето наше, окей. Тука се тие мисли. Кога ќе почнеме да мислиме погрешно, да имаме погрешни убедувања, погрешни уверувања, да имаме грижа на совест, да осеќаме срам, да осеќаме страх. И тука, ради тие емоции, ради тие мисли, прво нешто што ќе почне да реагира ендокриниот систем. Што би рекла, хормонален дисбаланс. Одма после мислите, а ние што да правим со тоа? Да, кога ќе речете имаш хормонален дисбаланс, окей, фала дечки, пријатно. Што да правам со хормонален дисбаланс? Значи, прв резултат на дисбаланс на мислите се хормоните. Ништо не влие на хормоните како вашата мисла. Значи, ништо. Кога човек, енергетското тело ќе се го зафракне, одма после доаѓаат лоши, негативни мисли, што не се за наше здравје, а мозокот е газдата, работниците ќе почнат да се бунат. Ќе викат, овој газда не работи за нас, види како не ме третира. Ние имаме 37,2 трилиони клетки во нашето тело. Знаете колку треба вашето тело да трпи пред да ви предизвика болест? 37,2 трилиони клетки кјута цело време, додека ние се уништуваме, мислиме себе си, видиме каква сум ја, па да, ја не сум добра, па види маш ми е управо, па да, заслужив да ме тепа, заслужив да ме удри. Се извинувам на израз, ама сакам, окей, легнуваш, кјутеш. Што мислите, канцерот на матка од шо е? Постојат два вида силување, од друг и себе си. Се што не сакате да правите, прави енергетски импринт на вашето тело. Каде ви се случува силувањето? Каде ви се случува злоупотребата? Телото не разликува дали од друг или од вас. Злоупотреба е злоупотреба. Шамар исто боли, сам да си лепнеш и некој да те удри. Исто и во телото. Го повредувате. И телото на крајот од денот му пука филм и вика правиме дечки пуч. Канцерот, автоимуната болест е пуч на 37,2 трилиони клетки на газдата. За една канцерогена клетка, the killer cells, да почне да се мултиплицират на видливо ниво, знаете дека треба 3 години да се го малтретирате местото? 3 години треба да се го малтретирате местото, тоа е енергетскиот центар, за да покаже физичка болест. Физичкото тело е последно тело. Значи, за да ние имаме физичка болест, посебно автоимуна болест, вие мора 85% спиритуалното тело да го уништите, мислите да ви се екстремно негативни, емоциите, помислите да ви имате комплетен хормонален дисбаланс, па да има физичка болест. Не е ништо од вчера. И пак физичката болест, вашето тело вика, слушај, што не те бива, дај ке ти даваме болест, малку да се сетиш, да седнеш, да одмориш, дај ке те легнеме, пошто не си даваш одмор, не се грижиш за себе си. Што правиме прво кога сме болни? Се грижиме за себе. Ама за жал, да, кога сте си направиле здрави чајче? Кога здрави сте се симнале до камене Рептил да си купите сладолед? Си купи вчера сладолед, комшитката ме сретна, шо преш, еве викам да се почастам.
Ти имаме 30 секунди како сега зашо, што ти се случи? Ништо не се случи, си часто жива со повели. Тоа исто ќе кажав и македонска работа, одма ќе прашам зашо што се случило. Да, ништо не се случи. I'm alive! Тоа се случи. Не умрет, сабајле. Аз се извинувам, тие 3 години за да настане еве тоа Канцер. Да. Дали е испитувано некаде посебно во некоја установа еве во Јапонија, како што вие кажавте? Во Јапонија не се замарат со физичкото тело, ама германските доктори, има добри германски доктори, што долго време се доктори и кога ќе отидат у пензија, бидејќи ги збркат од работа, кога ќе да отидат у пензија, објавуваат резултати. Има една многу добра книга на српски е Болест као пут душе. Ја нема веќе во Македонија, не ја донасат, можеби во Србија, не знам, мислам дека последните примероци ги купивме, ама може се излезени од печат. На англиски има друга книга, ама мислам дека писатели се ќе ми текне двајца доктори, германци, после пензионирање ги објавуваат овие наоѓања. Исто доктор Брус Липтон, што го спомнувам. Не е он основач на епигенетиката, меѓутоа 20 години човекот збореше дека средината влие посебно на канцер, бидејќи најмногу застапена болест во Европа е канцерот, лупусот, мултипла склероза. И лупусот. Да, па лупусот, од пример, ајде да кажам, од 100 жени, 10 имат лупус. 2 имат мултипла склероза. Во Македонија нема доктори за мултипла склероза. Немат појма како да исцелуват автоимуни болести. И луѓето не знаат дека имат лупус, бидејќи исто нема доктори. Значи, додека да те диагностицираат, си отиде. За канцерот, за среќа, има и сега многу и лекови, има и секакви видови на хемотерапии. Ама зошто има? Затоа што е чест, за жал. Пошто колку нешто многу повеќе имаш, толку повеќе го практикуваш и толку повеќе веќе ти е, окей, знам на која особа шо, но тоа доаѓа од пракса. Замислете, ние имаме пракса разболување од канцер. Превентива немаме. Имате превентива. Престанете да се злоупотребувате себе си. Да не одиме случајно, туку да идеме намерно. Со ваши предлози, со ваши Да, затоа сме тука, да престанете затоа и целиот проект се вика работа на себе, сега ќе слободно. Значи, целиот проект се вика работа на себе, за да престанете да се злоупотребувате. Кога мислата ќе ги мавне ендокриниот систем вас ви е здравието. Човечкото спиритуално дело, спиритуална анатомија има 7 поголеми енергетски центри. Човечкото тело има 82.000 енергетски центри. 7 од нив се најголеми. Само по површина, не значи дека се важни, туку се најголеми, може да менјат помали енергетски центри. Секој енергетски центар има доминантна ендокрина жлезда. Вашите ендокрини жлезди се влез во ваш спирит. Затоа и они се на средина на вашето разболување. Бидејќи спиритот е болен, жлездите покажува дека спиритот е болен и викат освести се човече, ке се разболиш и физички. Се додека се уште имаме хормонален дисбаланс, не мора да значи дека ќе се разболиме. Ама ако не го слушаме хормоналниот дисбаланс, што потекнува поради дисбаланс на енергетските центри, ќе се разболиме. Што се емоции? Емоција е electron in motion. Emotion. Тоа значи дека кога вие помислувате било каква мисла, посебно македонска работа, кога ќе почнете да тупите таа мисла, значи колку повеќе акумулирате енергија на мислата, толку повеќе мислата станува со сопствена свесност. И она ќе почне да предизвикува каскада на ензими, што ние ги нарекуваме хормони, на секакви енергии внатре во вашето тело, што ќе почнат да го пореметуваат системот. И кога тоа
нема да се сопрете, тука веќе се болестите, посебно автоимуните болести. Автоимуната болест е четвртата опомена. Петата опомена е смрт. Знаете, па знаете кога детето плаче у градинка и плаче и сега татко му и мајка му ќе рече дете, дома да си одиш сега. Кога плачеш, кога си го уништуваш телото, кога ги крши сите играчки во градинката, ќе дојдат, ќе се јави воспитачката и ќе рече детето ваше уништува се. Ќе си го земат родителите. Ако се уништувате, ќе ви земат родителите, ќе си идете дома. Малку на летен раскос и ќе дојде пак. Може повеќе. Има една книга, умирам да видам своја, ако ви интересира за ово, ствари е приказна од жена што преживеала и преболела канцер. Меѓутоа, главната порека на приказната, освен тоа што се го пишува самото искуство, е ствари како да разбрала зашто, како самата си освестила зашто она го има тој канцер, односно се повеќе луѓе од нејзината околина се разболувале од канцер, меѓутоа кога се разболела нејзината најдобра пријателка и кога починала, тоа највеќе погодило и се повеќе почела да се информира за што се тоа може да предизвика рак. И пробала да ги превенира тие работи, ствари она на некој начин почела да живее во страв и дека стравот е болест. Значи стравот го влезела во себе и буквално се додека не го освести тоа, она беше буквално во кома паднала готово, значи толку. Да, видите, не ми издавам понатаму. Да, ти благодарам. Тоа е точно што кажа Бисера. Значи, друг пример сум јас. Окей сум да станам? Да. Почнав на убава тема. Друг пример сум јас. Видите, мојата генерација, значи жени, збориме сега, пошто сме повеќе жени, жените и како се разболуваат повеќе од канцер, мажите се разболуваат канцер на панкреас, најчесто, и канцер на простата. Да, тоа се два најчести канцери. А канцер на панкреас до сега немам видено маш. Моите барем клиенти не ми преживеале од канцер на панкреас, бидејќи многу брзо се шири. Агресивен е по стомак, цревата, а цревцата ако би отидете, све ќе ви отиде. Значи цревцата се првиот мозок. Еден мозок, втор мозок, трет мозок. Тоа е све поврзано. Цревцата ако не работат како што треба, околу отиде човек. И женската линија во мојата фамилија се болни од канцер. Зошто ја не сум? Ако беше канцер од генетски. Значи, сигурно повозрастните генерации од вас, уште повозрастни, мојата прабаба, јас сум сигурна дека и они биле болни од канцер. Бидејќи сите имале маже со кој не ке да бидат у брак. Значи, да легнеш со маж со кој не кеш да го гледаш, имав една клиентка се изрази со зборовите: да ти кажам, се молев да имам канцер за да не легне со мене. А зашто не се разведе? Заради децата. Тоа е најглупавата македонска реченица. Заради децата. Значи, замислете како ни е македонско општество, на што све се учат женските деца, до тој степен да се молиш да умреш од болест, само за да излезеш од фамилија. И проучувајќи ги и самоубиците, и луѓето со самоубиствени мисли, секако како една од нив, значи, кога жена посакува да се самоубие, тоа го правиме затоа што немаме излез. Све сме пробале и нема излез и решаваш да се самоубиеш. Мажите тоа го прават бидејќи ги е страв да продолжат. А стравот убива. Значи, сите жени од мојата фамилија имаа страв. Страв од општеството, што ќе кажат комшиите, што ќе каже партнерот, што ќе каже мајка ми, што ќе кажат на работа, леле сега имам дете, страв. Таму каде што има страв, нема љубов. Стравот не е ни поларитет на љубовта, стравот е
узурпатор на љубовта. Кога имаш здрав во телото, нема место за ништо друго. Значи, сите жени од мојата фамилија се плашливи, кукавици, никоја не успеа да се разведе, освен сестра ми што ја разведов. После 12 години труд, значи од прв момент, Ане, многу те сакам, на YouTube, сигурно ќе одгледа, значи морав да ја спасам. Сигурна сум дека моите прабаби имале, тетка ми умре од канцер на града, мајка ми на мој 15 години се оперираше од канцер на града, сестра ми имаше канцер на матка. Зашо јас немам? Затоа што имам нешто друго, свое јас. Имам карактер, имам свое јас, знам со кого треба да идам, што сакам да правам, знам да удрам, знам да кажам не, знам да кажам мавни се да не те гледам, знам да кажам стоп, знам да си ги чувам моите здрави граници. И знам да кажам, ако не ме почитуваш, ќе се спакувам и ќе си идам. Никој не ви треба. Ама вие си требате на вашето тело. Ако вие не сте тука присутни, значи прво телото што прави? Нема болно бебе, нема несрекно бебе. Дечињата се раѓаат од целестинските реални, светли, срекни. Оно нема појма дека е болно, се додека не почнеме да му кажуваме леле ова ти фали, леле ова ти фали, имаш 6 прсти, не знам, имаш 4 прсти, тоа не било нормално. Ама додека не му кажеш на детето што е нормално, што не е нормално, оно нема појма, срекно си е. Кјути, тоа е ѓаволска работа, непознато другарче, ти кјути не гледаш, кјути ова нема, она нема и само кјути, немој, послушен, кој ќе кажат, баш тоа го разговаравме, детето ми е многу послушно. Не е послушно, убиен му е карактерот. Значи, детето треба да е слободно и ако сака, може да ве слуша. Ама послушно дете е дете со убиен карактер. Онда ќе биде и послушен возрасен. А послушен возрасен е со спондилоза у вратот, пошто главата му е се овака. И кога не го слушаме, прво што ми се појавува, цисти. Видете, ми имаме 3 канти за ѓубре во нашето тело. Црниот дроб и 2 бубречиња. Толку е. Имате 24 сата живот, навечер кога ќе се легнете е мала смрт. Пошто никој не ни гарантира дека ќе се разбудиме на свајле. И кога ќе се легнете навечер, се декомпресира вашиот систем. Значи, детокс си прават вашите канти за ѓубре. Ама пошто се потресуваме, се стресираме, и други не стресират, и други не нервират, па немало пари, па ај децата сакале уште еден одмор, а најголемата неправда на македонците у кафана не може да идат. Се нема пари за кафана и за одмор, за 2 одмора, до Грчка камп не може да се купат. И кога тоа сите тие стресови ги правиме, па тоа 2 бубречиња, то лицки се. И црното дробче како целиот тој стрес. И останува утре, а утре нов стрес. Не може дечките да процесират ништо. И задутре нов стрес, и нов стрес. И што почнува да прави телото? Мали кантички за ѓубре, цисти. Колку од жените имат полицистични јајници? Цисти на града, цисти на јајници, цисти на црн дроб. Таму каде што го потресувате вашето тело, таму каде што го стресирате, таму ќе покаже цисти. Симптомите на вашето тело се почнато место на мапата на болеста. Од таму се почнува. Таму каде што боли, таму значи има најголем стрес. И кога не го слушаме, бидејќи ајде полицистични јајници, па ти оке, пи ова, пи она, сите жени у Македонија имат полицистични јајници, терај. И од што тераш, после што се создава континер, миом. Е сега, тука веќе малку сме под стрес. Дали е кафеав миомот, дали е безбоен миомот,
Што ќе биде, како ќе биде, тоа е веќе контењер. И кога и тука не ви текнува, дека си го разболувате телото, дека водите страшно глуп живот за вашите клеткички, дека одлуките што ги донасате се нездрави, без здрав разум, не ги донасате вие, сте се го уништиле правото на собствено мислење, тогаш имаме пуч. Кога не си ги слушате вашите клетки. Целата гешталт теорија збори за организмичка саморегулација. Тоа го зборат и сите спиритуално енергетски техники. Поентата на исцелението, дали преку гешталт психотерапија, дали преку рики, дали преку било која спиритуална енергетска техника, или медицина, или психолог, е да ве врати на вашата нормална организмичка себерегулација, а тоа е да бидете како деца. Зборовите на Јеишуа. Исус Христос што го знаат христијаните. Значи, кога Јеишуа збореше бидете како деца, не мисли на 40 години да облачите миничи, да излегувате со другарки по кафичи, да лудувате, него мисли на тоа да бидете искрени како деца, да сакате искрено како деца, да се сакате себе си. Кај сте виделе дете да се повредува себе си? Они се само љубопитни, они се повредуваат за да видат. Они не знаат дека ќе се повредат, ама дете намерно да се повреди себе си нема. Затоа треба да бидеме како деца, да се сакаме до тој степен како деца, да разговарате со вашите невидливи другарчиња, со себе си. Не е битно колку селфа имате. Ја имам 6 у моментов. Сите селфа ми требат. The more the merrier. Ако немате повеќе селфови, ќе полудите буквално. Значи, јас сум сега еден селф предавач. Кога идам кај Роза на едукација, сум селф студент. Со мојот сопруг сум селф сопруга. Значи, селф сестра. Ма мора, за да ми го зачува здравиот разум, ако вие не се одвоите од вашата средина, како ќе се зачувате себе си? Ако не знаете дома која ќе сидете кој сте, како ќе се зачувате себе си? Ако немате примерен селф, тоа е селфот што е сам со вас дома. Е тој селф да го чувате. Тој ваш персоналитет да го чувате. Тој што е во вашиот приватен слој од реалноста. Видете, спиритуалистите разликуваме 3 слоја на реалност. Private layer of reality, или приватен слој од реалноста, mass conscious layer of reality, или тоа што Јунг го вика колективно несвесно и свесно, и the universal core of reality. Тоа е универзумската вистина и срž, што ја канализират месиите у текот на историјата, значи каналите, медиумите. Течињата живеат во приватниот слој на реалноста и во универзумскиот слој на реалноста. И животните исто живеат. Само возрастните луѓе живеете само колективното свесно. Што има на телевизија, дали слушнува, што има на Facebook, што има на Instagram. Вие не живеете. Вие само постоите во колективното свесно и колективното несвесно. Несвесно постоите, автоматски постоите. Замислете да можете да постоите тука и сега. Тоа што ме учи гешталт психотерапијата. Замислете да бевте свесни. Кога го пиете кафенцето, дека пиете кафенце, како е убав вкусот, да го почувствувате по трахеата, како иде во желудничето. Имаше еден филм Be the Ball, Be the Ball, мислам дека со Мистер Мияги нешто беше. Ама многу убаво кажуваше, значи биди топката, биди кафето. Кога се миете лице, бидете вашето лице, секоја пора е важна, ваша е. Ако вие не се грижите себе си, кој ќе се грижи за вас? Мислите некој дека го е гајли за вас? Вие сте првото дете на вас. Вие имате прв спирит, вие. После луѓето, ако сакат, може да раѓат деца, ако некад не мора. Ама, додека вие се грижите за сите, вашиот спирит чека на црвено светло да го пренесете во живот.
Дали можеме туку така да ги сопреме мислите, пошто тие сами се доаѓаат, дали кога пиеме кафе, или сега пиеме кафе, ама слушаме и размислуваме во врска со тоа што се зборува, или миеме лице и веќе ни поминуваат мислите што треба да се прави во денот. Чиви се мислите? Сами сме, да речеме, во некој момент. Тоа е исто како да ми кажеш дека збори твојот јазик. Кој збори? Твојот јазик или ти? Говорот го продуцира мојот јазик. Значи ти е потребен јазикот за да збориш, така? Да. Значи ти е потребен твојот мозок за да мислиш и да размислуваш. Ама од каде доаѓаат мислите? Пак од мозокот или од случување или од надворешноста ги предизвикува на некој начин, ама и самите си ги создаваме. Дали можеш да создадеш мисла? Пак ќе прашам, дали може твојот јазик да создаде збор? Може по наредба на мозокот. Ти збориш со твојот јазик, ти мислиш со твојата глава, со твојот мозок. Знаеш како? Ние сме како радио. Затоа, кога одиш во една спиритуална пракса, кога одите некаде, се вика tuning процес, не е иницијација, него е attunement. Тоа што значи дека некој ве штима. Спиритуално-енергетските пракси така исцелуваме. Го штимаме системот. Гешталт психотерапијата истото го прави со полето. Едноставно го штимаме клиентот да се врати во колосек. Значи, ти си само радио. Ти си кутијата, исто како што Цеца не ти пее у радиото, не ја викаш, туку некаде ја пакеш на етерот, исто се и мислите, ти си само радиото и имаш тюнинг копче. Како ќе се наштелуваш, таква музика ќе слушаш. Мислите се во етерот, тоа се енергетски импринти кои ги имат оставено уште од првите луѓе, ајде речеме од Адам и Ева и 11 нивни пријатели што дојдоа на планетава Земја, уште од тогаш тие енергетски импринти, сите луѓе околу тебе, видите првите мисли, првите зборови се интроекти. На дете, ако не го научиш да збори и ако не му покажеш како, дечињата што се оставени во џунгла, колку има луѓе што се пораснати со волци и пораснат со тоа, не знаат да зборат, ништо не им пали. Што значи мислите, мислењето е научена работа. Зборовите се научена работа. Ако ти живееш у англиска фамилија, ќе збориш англиски, нели твојот јазик не збори македонски, ти знаеш да збориш македонски. Значи, од некаде ги паќаш твоите мисли. Антеничката ти е подесена да ги слуша мама, тато, учителката. Колку повеќе растеме, антената да ни е поголема, ама не се штимаме. И остануваме уште да ги слушаме. Мама, тато, сега свекор, свекрава, сопруг и тука пак. Тоа го објаснува Јунг со consciousness, со свесност. Кога ако човек може до тој степен да ги расшири своите тюнинг копчиња до ниво на огромна една свесност, да видиме дали ќе ги имаш тие мисли. И дали уопште ќе имаш мисли. Пример, кога спиеме, ние не размислуваме. Тоа што значи? Тоа значи дека твојот мозок нема мисли. Ако нештото престанува кога ти ќе заспиш или кога ќе се ставиш во алфа состојба, тоа значи дека не е реално. Дека ти си таа што ги предизвикува твоите мисли. Едноставно од етерот бираш што ќе мислиш. А како бираш? Според магнетизацијата на сопственото тело. Како ти енергетското тело, како си ти намагнетизирана енергетски, така зрачиш. Ако живееш у страв, ќе зрачиш се што ќе ти го потенцира тој страв. Ако живееш у љубов, ќе зрачиш и ќе привлекуваш се што ќе ти ја зголеми таа љубов. Што мислиш, тоа зрачиш. Буквално, ама овие мисли кај нас доаѓаат уште од 0-та година. Баш учевме за дисторзиите. Од 0-та до 3-та година се прават најголемите дисторзии кај едно детенце. Замислете што му прават на ауричкото поле за да оно после биде скршен возрасен, на кој му треба и психотерапија, и психијатри, и се. Замисли ако луѓето, ако родителите научија да ги остават децата, да не им кажуват што да мислат.
може би и ние ќе развиевме сетово како да размислуваме. Кои мисли да се ги вадиме? Имате избор. Значи да, таму имам мисла, сега леле имам тука бемка, готово канцер, ама има и друга мисла. Не ме замарај, дај молим те, ми имам очи. Значи, зашо таа мисла не ја избереш? Затоа што веќе вибрираш на фреквенција на страв. Кога ќе работиш на твојата фреквенција, кога ќе работиш на твоето штимање, автоматски ќе се сработи и што ќе слушаш. Стави се на 105, слуша се Антена, Фортуна радио, морам МТВ2 да слушаш. Буквално ти си таа што се штимаш. Како ќе се подесиш, тако ќе ти биде животот. Тоа се сите психолошки дисторзии. Буквално се подесуваме, да сме параноични, хистеријата излегува од нас, неврозата излегува од нас. Така друг не наштима, за жал, ама ние сме продолжиле од тоа, не ни текнува да се отштимаме. Затоа се сите овие предавања и убави книги, и убави YouTube видеа, за да научите како да се раштимате и да се повторно да се наштимате, да бидете прекрасни, каде што вашиот спирит ќе рече браво бе, не знам како се викаш, браво бе Викторија, виж убаво средство си ми дала за живење. И онда ќе си го сака твоето тело и никогаш нема да те разболи. Затоа што го почитуваш твојот спирит, го храниш со убава работа. А инаку баш сакав да кажам, значи, книгите на Габор Мате објаснуваат многу, посебно за автоимуните болести. И бидејќи човекот работи на палијативна нега, тоа е исто нешто друго што кај нас многу фали. Ние немаме палијативна нега, ние немаме хоспиц. Замислете да имавме палијативна нега, тоа е нега на луѓе што се во последна фаза на канцер, во последен стадиум. Да можевме да ги испратиме тие луѓето да не се плашат од смрт, да можеме да ја обезбедиме убаво светло преминување на сите што ќе решат да сидат дома. Хоспиц е цела болница само за такви луѓе, каде што има доручек, ручек, вечера, спиритуални предавања, значи базените луѓето уживаат пред да преминат. Тоа е прекрасна смрт, тоа е прекрасен премин. Ние имаме многу табуа и сето тоа се интроекти што тежат, што болат. И се сме немој, не е добро, што ќе каже комшијата, такво ни општеството, многу униформирано и многу погрешно. Нашето македонско нормално не е нормално. Сите жени се болни. Колку брака знаете каде што се влезени двајцата од љубов? Или е трудна, или мајка, ајде време ти е, што ќе кажат комшиите? Или леле имам 30 години која ќе раѓам. Општествен притисок. И после жените болни од канцер, болни од града. Канцер на града. Пошто градите спаѓаат во вториот енергетски центар, болни од канцер, болни од града исто. Тука се уништуваме ние. Затоа мора да почнете да размислувате со своја глава. Значи, наштимајте се себе си какви мисли сакате да слушате. Не ви се свиде. Прво, не можеш да се исцелиш во околина што те разболува. Разведи се, раскини, дај си отказ, пресели се. Тоа е прво. Не. Ова не е точно извинете вака, заради тоа што тогаш се што ти не си се регулирала себе си, него само си побегнала од проблемот, зашто ќе одиш во друга средина и пак ќе западнеш во иста ситуација. Значи, единствениот начин за да се средиш, окей, например, да одиш во негативка средина кај што можеш да работиш на себе си и ние сите го можеме тоа. Ама поентата е дали можеме да се регулираме себе си во најгласната средина, тогаш си постигнал нешто. Добро, ама некогаш средината си ја избрала кога си била болна. Не значи дека треба да останеш во таа средина, Не, Како не ќе велам, промениш ама- таа средина за да биде се? Али пусти опасност да функционираш исто и во другата средина. Да, Тоа да, сакам да, кажам. да, значи нема само Ти ако не се смениш ти кај да отидеш, ќе бидеш ти. Имаме пример, како се вика, имаме личност со гранично преметување, со borderline personality. Прво што правиме? Го хоспитализираме. Зашо? За да го тргнеме од дома. Не го Колку- расправува.
Знаете како, кога почна психотерапијата и сега Пиер Жанет го вика психолошка анализа, кога почна да гледа дека психоанализата не влага толку многу длабоко, Пиер Жанет инсистираше дека луѓето, посебно тие со хистерија, со шизофренија, шизоидни пореметувања, borderline personality, со тешки ментални пореметувања, прво нешто што да се направи е да се стават во изолација. Порано не се вика као куки за луди, значи да се изолира, тука се вика асилум. Асилум, оствари на латински happy place. Значи, тие луѓе прво се трга од околината што ги уништува, а околината што ги уништува е вашата фамилија. Дете од 0 до 3 година не се разболува од улица. Дете до 13 години нема самоубиствени мисли од турските серии што ги гледа. Од дома. Од дома. И прво нешто што треба да се направи на таков клиент, на таква личност, е од дома да излезе. Ако сакаш, иди само преку улица, ама не дома. Или сопругот те малтретира, физички ти текнува, пресели се само. После ќе гледаме да се разведеш, после ќе бараме адвокати, ама личноста што е сексуално злоставувана не може да се соочи со злоставувачот, не може да чека да она карактерно нешто да се ојача, да научи да го тепа додека оња силува и ја малтретира. После ќе се прави херои. Прво треба да иде, да зацели некаде. Не да иде у шума, многу е лесно да се просветлиш у шума. Девојчето е управо бисера. Е управо. Значи, јас секогаш тоа на моите ученици го викам. Не правам ретрити. Немаш мајка да бараме у природа. Секој може таму да се просветли, да мънка и да умка и не знам што да прави. Дај да ве видам додека плаќате сметки, додека системот паѓа, да видам дали сте страпливи. Ама тие квалитети, ама веќе сериозните квалитети, ако личноста остане уште 2 недели таму каде што е, личноста ми умира. Тоа на сестра ми го кажав, кога веќе втор пат заврши со канцер и со огромна циста пукната на гинекологија. Бирај. Или доаѓаш со мене и син ти го бираш и животот, или остануваш со него. За среќа сестра ми го избра животот. Ама дојде кај мене. После ги разведуваме. Затоа има, мислам дека има огромна потреба од сигурни куки и од асилуми. Подршка. Тоа е нешто што сакам да го направам, да го создадам. Сигурно нема да го наречам асилум, ама барем Што го значи? Safe house, или јас сакам да го наречам safe haven. Haven на англиски е прибежиште. Истото сакал и Перелс да го направи со неговиот кибуц. Значи, сите ние имаме некоја идеја за заедница. Знаете колку експерименти има правено да се прави хасиенда што е изолирана од времето и од просторот и таму се пушта само благопријатна музика. И сите луѓе за 8 месеци трае проектот. Знаете дека за 8 месеци сите се живи и здрави и после уште години се живи и здрави. Да му посветиме на некој само 8 месеци. Личноста може и да преживее. Првите 3 се најкритични, ама затоа има потреба од психотерапевти, има потреба од безбедни места. Тоа со Роза навистина се трудиме да го направиме. Увид прераснува у прекрасен институт за безбедно место. Не е како другите институти, не го чувствувам како другите институти. Не сакаме да изградиме безбедно место каде што и нашите едуканти ќе се живеат еден со друг, ќе комуницират, ќе држиме предавања, нема да сме изолирани од другите. Ќе ви понудиме безбедно место каде што ќе може да излезете од таа токсична домашна средина. Што ако спомнавте силување од надвор, силување сам на себе. Што кога сами себе се силуваме, кај да одиме?
во таа ситуација. Што ако сме излегли од некоја нездрава средина, одиме во здрава средина, ама пошто сме себе се лудени, не можеме ни да се свестиме како здраво да функционираме во новата, кај да пегаме од Па себе. нема да легнеш со партнерот се додека, еве сега тоа доаѓа на сцена, се додека ти сами со себе не се средиш. Значи, колку повеќе си ја силувате матката, толку повеќе енергетски импринти давате дека она не ви треба. А матката треба. Кај жена матката е влез за душа. За душа од целестинските реални. Замислете колку е благословена една жена. И докторите што прават? И го вадат благословот. И ја оперират матката, јајница и јајцеводе. Ке се исцелиш себе си, па после можеш да имаш, да водиш љубов. Ама не пред тоа. Се додека ти не можеш да го поднесеш допирот на твојот нов партнер, ако е здрава врска, он ќе те чека. Во тој контекст беше прашањето, ама добро, да разберам што се Не сваќаш? Да. Значи, Може да да. добро. Најпрво, мислам дека ако секој освести самиот дека се повредува на одреден начин, психички, физички, дали нешто прави, дали се игнорира самиот себе си. Тоа е првиот чекор, бидејќи освестувањето, буквално, ако го поистоветуваш на тоа, ако си свесен дека се повредуваш на некој начин и си го ставиш тоа на исто ниво, како буквално ти да се убиваш сама себе малку по малку и си свесен за тоа, секој пат кога тоа ќе се случи, кога ќе направиш некоја постапка со која што ќе се повредиш, и после неколку пати на веќе освестено ниво, кога ќе заприметиш, чекај што правам, и после некое време ќе прекинеш, односно ќе буквално ова е нешто како метафорично, да речеме дека сакаме да одиме на диета и да не јадеме чоколада. И сега нас ни доаѓа и се каснуваме чоколада, а после секој парче чоколада жесуваме вина зашто сме го направиле тоа. И на нешто така доаѓа, како вина, чекај зашто го направив ова, веќе го знам дека не е добро. И малку по малку, чекор по чекор го тргаме на страна. Како? Како? Да. Кажи, баш со чоколада не се согласувам, пошто Не е доволна силата. Извини, би се на колку годинки си? 20. Не се убрак, не? Не, зашто? А очигледно. Ама не мора значи дека ние правиме мовеца за... Ние правиме мовет за било како повредување. Види, ама многу е полечиво и лечебно повредувањето на 20 години. Прво, види, кога ќе имам клиентка што 30 години у брак, што е пеколен брак, што мислиш, ова не е свесна дека се повредува себе си, дека маши кога ќе дојат пијан, дека ги убива од кјутек децата. Што ќе Не кажеш? праша за повредување само на околината, него за себе повредување. А она што се прави? И она се повредува себе си, кога ќе ја замакне у спална соба да ја силува, што ќе прави? Мајка и дома не ја прима. Знаеш колку мајки ќе ги примат девојчињата дури у 21 век, кога ќе рече јас се разведува? Ниедна. Океј. Ако правиме мовет во тој контекст, добро. Да. Говори. Да. Значи, има стадиуми, управо си, не дека не се управо си, но има стадиуми на себе повредување. Најмногу жените што не се на нас клиентки не се 20 годишни, туку се 40, 50, 60, 70 годишни жени. И веќе они умират од канцери. И сега кога ќе дојде некоја од трет стадиум канцер, или лимфома, или Ходжкинс, и сега ја што да ја правам? Тука треба да ја учат како да се разведе, дека е доста, дека нема потреба да обслужува свекор свекрава, дека ќе умре пред нив, дека децата се возрастни, не се веќе деца и не мора за нив да останува. Значи, само една година губиме додека она да си го признае ова. На 20 години е многу полесно да се признаеш дека се повредуваш, ама на 50 години, кога си веќе 30 години у брак, и кога нема кој да те прими назад, најчест одговор е нема каде да идем, а да ќе спиеш под мост, ама не ќе да спијат под мост, не ќе да идат од црква да спијат.
Они се свесни што прават. Нема мајка што не е свесна до тој степен, барем у Македонија, не зборам за Америка, за Европа, зборам за Македонија. Сите мајки многу убаво знаат нивните деца како патат од татковците или од нив самите, како ги остават на такви злоставувања. Не сакаш? Да. Посети психолог, ќе ти помага. Имам друг одговор. Во врска со ова канцер, би сакала да кажем дека исто како причина на канцер на матка се води како human papilloma вирус, тие неколку врсти кои што се, значи кои што не се поврзани, можеби се спиритуално поврзани секако, меѓутоа доколку жена ги има тие неколку три врсти. Да, HPV да патиш прво, Тоа е мајште 18-16. мајште треба да те изнаверува. Значи сега приказна, ако слушаме. Има за Ева Перон, значи нејзиниот маж, сите негови жени починале од канцер бидејќи бил преносител на тој human papilloma вирус. Бил преносител на малтретирање. И тоа, спиритуално, меѓутоа и Сите како жени да овој- умрат од HPV, мислам. Нема жена у Македонија што нема HPV. Така ми па да се кажа спомне. гинеколог, доктор, дека тоа е како причината, нели, така го подат медицински. Меѓутоа добро, има и спиритуално затоа што има некои што се носители на тој вирус, меѓутоа живеат. Значи го регулираат, го контролираат Не, тоа. види да почнеме од почеток. Значи HPV прво мајшти партнерот треба да те изневери, да пати од некој ако ти до сега си била здрава права и да има и со тебе односи за да те го пренесе HPV. Да. Второ, ти треба да си под толкав стрес за да си го ослабиш имунитетот. За да се активира. Имунитетот на нас ни е тука, тенкото цревце. Нашиот имунитет е 2 прста под попочето. Јапонците го викаат тандиен или lower тандиен. Тука ви е рики центарот, тука ни е здравието. Затоа цревцата, ако не ви се здрави, ништо не е здраво. Затоа температура, имунитет, цревцата лечи. Микрофлората. Флората во цревцата. Она е задолжена за нашиот имунитет. И Постои сега, и, извини, и вагинална исто постои. Да, ама за сето микрофлора, тоа- која што и таа ја тестира, дека доколку е ослабена, значи... па за се сето подложи тоа, пример, на на болест. нас треба прво пред се имунитетот да ни е паднат. А имунитетот паѓа исклучиво поради стрес. Да, Баш пак доаѓаме до таму. Да, баш зборевме со вчера имам ученичка што е докторка за херпес зостер. Многу интересно. Херпес зостер е херпес што се јавува на телото и се јавува по линија на нервот каде што е стресот. Пример, кога човек е направи алергија на цело тело, зборам кожна алергија, не зборам на полено тоа е само од стрес. И медицинарите тоа го знаат. Они што треба да те препишат некој лоратидин, дезлоратидин или антихистамин, за тоа се плати. Меѓутоа сите знаат дека таков вид на алергија е само од стрес. Колку пати децата ќе направат психосоматска алергија, одма од пети до прасти. И херпес зостер се јавува од измалтретиран меридијан. Точно по меридијанот, и тој меридијан што е ослабен од енергија, енергетски нади, меридијан по кинеската медицина, по него само има точки на херпес. И херпес симплекс, обичен херпес, и херпес зостер само по меридијан. Најчесто жените имат тука пример херпес. Тај меридијан е conceptual vessel, тај е женски меридијан. Или тука има херпес, или тука има херпес, или тука има херпес. Тие се точки на меридијанот за женска енергија. Мажите имат херпеси, пример тука на носот, тука знае во главата да им се јави херпес, исто и тука малку погоре. Таа е меридијан за машка енергија. Вашето тело точно ви покажува каде нема енергија. Точно, симптомот не може да се јави на место каде што е јако со енергија, туку таму каде што ви е најслабо. Се до енергетски и спиритуално, се можеме да сведеме само на стрес и на страв. И уште едно, ја тие ги викам трите С: стрес, страв и срам. Жените доста се болни
и развиваат болести од срам. Понекогаш до тој степен луѓето се срамат, што прават толкова сколиоза, што рапетот им е цел надолу. Тие се толку многу подчинети луѓе, што се срамат дори било што да кажат. Срам, длабок срам. Од несигурност. А од кого е тоа? Од родители? Мислите Кога наследно? да ми метале? Нема генетски многу Тоа го малку. викаме трансгенерацијска травма. Ама пак ќе речем, јас сум жив пример, немам ништо од моите родители. Зашо? Затоа што се отидов на 18 од дома, прва работа, затоа што излегов од таа токсична енергија и затоа што го сменив насоката на мојот живот. Треба овака, треба онака, што би рекла Роза, ако треба. Ништо не треба. На овој свет треба само еден ден да умреме. И тоа ви е оставено како сакате и кога сакате. Ништо друго не треба. Како тоа кога сакате. Епа ако некој се опие, се здрви, мислам, од алкохол и влезе у кола, Добро, тоа е веќе ама причина. постои. Причина. Буквално, ако сакаш да се разболиш, ако некаш да идеме, пример, ја не сакам да забравам во болница. Што е да ми се деси, сакам дома. Значи, Да, пак пример. бирам. Пак бирам. Луѓето бират. Розе, нешто да додадеш? А убаво тргнала кога се прашање беше. Да, многу сакам интересно. прашање. Секако дека тоа е ќе стана да се гледаме во Повеќе мафтаме се. нешто што го зборуваме во едукацијата и во индивидуалните сеанси со клиентите, сам нешто што го зборуваш и Даче до сега за нејзините клиенти, како сами си го разболуваме телото, како што правиме, како живееме, колку е тоа квалитетно или неквалитетно живење за да дојде до болест, колку се грижиме или не се грижиме, што се сме научиле од дома, што се сме научиле попатно, нели, и кога сме излегле од дома, сигурно имало разни искуства што преку кои сме учеле што сакаме, што не сакаме, како што е за нас добро, што не е. Многу често се случува и да знаеме дека не е добро, па да продолжиме, надевајќи се дека еве другите ќе бидат обзирни или некако ќе ја препрелиме одговорноста таму надвор некаде, да некој друг се погрижи за нас или ќе заглавиме во обвинување на другите дека тие така ни прават на нас, па затоа ние вака сега не се чувствуваме добро, не сме среќни или не сме задоволни од било што ни се случува. И тоа е исто научена позиција, дека таму другиот некој е одговорен за нас, како ние живееме. Ама психотерапијата е тука да ни помогне да ја прифатиме одговорноста што ни ја носи возраста, да сватиме дека веќе не сме малите деца за кои се грижеле родителите, него сме возрастни кои можеме да бираме како да живееме и да видиме какви избори реално правиме за себе, па потоа и ако имаме деца, нели, што ги учиме нив, каков пример им даваме нив, каква одговорност имаме, нели, и кон нашите деца. Тоа е нешто што се работи на гешталтерапија, развивање на свесност, што повеќе да бидеме свесни што правиме, што се правиме на себе можеби, како го правиме тоа, зошто го правиме тоа, па потоа и да видиме како може поинаку, дека имаме избор. Тоа се некои фази, ајде да кажем, како чекори кон некоја свесност за тоа колкава е нашата одговорност за тоа како функционираме, што правиме, со кого сме, каде сме, али сето тоа како некогаш е само спонтано случување, а не избор. Како по линија на помал отпор да се прилагодуваме на се она што не обкружува. Сега, нели, колку повеќе одиме кон прилагодување
Ако е тоа не е во баланс со она што ние сакаме, што е наше автентично, веројатно не од добра насока. Затоа што имаме избори ние да ја менуваме околината кон нас. Најдобро е да се постигне равнотежа каде што имаме простори ние да менуваме, а и дозволиме секако и средината некако да не обликува нас, особено ако изборот наш бил дека баш сакаме таму да бидеме. Денес баш е тема за телото, што се го правиме, какви се болести се развиваат од она несоодветно функционирање кое трае. Може, ако нешто еднаш, два пати се напиеме алкохол, па ништо, ама ако тоа трае, веројатно има некои последици. Исто и со мислење. Ако некогаш се искритикуваме или нешто направиме што нема да се чувствуваме добро со тоа, може би нема да направи некоја голема штета, ама кога тоа се случува редовно, дури не сме ни свесни колку се критикуваме на дневно ниво и колку самите на себе сме научили да се кажуваме колку сме незадоволни од себе си и колку може би другите се подобри, може се споредуваме со другите или ни останале може некои реченици во глава од други што сме ги чуле, од родителите може би што ни викале дека сме вакви или такви, па некако како да останува, едноставно како нормално дури станало. И добро е кога ќе ги освестиме сите тие содржини што ни се моткаат во главата и што и тоа како влијаат, па потоа и да видиме што сакаме да ставиме ново, како да ги замениме. Ова што го кажа Роза за себе критикувањето, видите како ги наоѓаме кои што се прави на себе си. Роза кажа да станеме свесни. Стануваме свесни, ама кога работите со психотерапевт, со спиритуален учител, со некој друг, за да ви види од страна, посебно веќе кога сме повозрасни. Знаете колку жени имат проблем со тироида? 98% од жените во Република Македонија имат проблем со тироида. Или имат хашимото тироидитис, што е автоимуна болест, или имат хипо и хипер, за која доживотно треба да земат лекови. Тоа сега Роза што го кажа, си збориме негативно, си збориме. Зборењето го правиме со уста и од грло. Значи, тука ќе се јави болеста, тука ќе се јави дисторзијата. Ако само мислиме, луѓето што мислат само негативно, се уште не го зборат, знаеш, не се викаш и види каква свиња сум, кога ќе се видиш или види што ми фали, кога не го вербализираш, во ред, ама ќе заболиш од некој вид на неурастенија или проблем со мозочето. Сега многу млади луѓе, за жал 14-15 години, имат бениген тумор на хипофизата. Значи, било што ќе се појави тука, хипофизата. Хормонално, пак е тоа жлезда. Да, хипофизата е жлезда, ама е на главата. Да. Значи, имаме и на друго место. Зошто не тука? Зошто не тука? Зошто не тука? Зошто на главата? Затоа што девојчето се уште е на ментално ниво. Се уште само мисли лошо на себе. Што е бениген тумор и значи дека имаме простор каде да го водиме. Значи, клиентот не се симнала надолу. Замислете тука кога имаме канцер, вие сите веќе се симнате до тука. Таму каде што ви е симптомот, таму е дисторзијата. Ако ќе почнеме да се критикуваме, нема жена у Македонија што не се критикува. Сега зборам за тука. Значи нема жена што не вика да, јас сум крива. Да, требаше повеќе да кјутам. Посебно на првиот шамар си го заслужи. Ама ако жена има своје јас, научила уште од дете како да биде сама, што и тоа е патолошки, може да се сама, ама ако знае дека стварно може се сама, посебно возрастни години, значи ако може да каже не, ја ова не го заслужи, да ги поставите здрави граници или мене си или те останеш, че никој не ви треба, пак е речем, ама вие на себе си требате. Па не, може и да нема физичко насилство, доволно и она
недоволно внимание. Емоционално, ментално злоставување. Психолошки притисок што може да го има во едно брачно живење, партнерско или па и помеѓу родители и деца кои станале веќе возрастни, тоа може се уште да трае во било која врска со некој што ни значи. Видете и да, тоа Розе што го кажа, многу голем дел од психолошките, психоменталните дисторзија, така да ги наречам, се поради неглект. Исто и Габор Матеја што ги проучувал автоимуните болести, што се од физичко злоставување, сексуално злоставување, ама трите видови на злоставување ради кои личноста развива автоимуна болест и желба да се самоубие се или физичко насилство, сексуално насилство и неглект и запоставување. Запоставувањето, што Розе кажа, нема физичко насилство, ама има емоционално, спиритуално и ментално Тоа е умирање. најтешко. Видете, да, во спиритуализмот ние разликуваме 4 вида на смрт. Значи, луѓето се одговорни не само физички некој која ќе убијат, туку и спиритуално некој која ќе му го убијат, која спиритот ќе му го убијат, емоционално убиство, ментално убиство, која на некој ќе му забраниш да чувствува. Колку пати имаме, не се плаче, немој да плачеш, еве Роза народна недела ќе ви збори за лутина, за тие емоции. Нема негативни емоции, позитивни, има емоции. И кога некој ти ги забранува, мора да пукнат ендокрините жлезди, посебно што се одговорни за тие емоции. Сите мажи имат проблем со шеќер, со инсулин, со диабет. 40-ката развиваат тип 2 диабетес. Зошто? Поради сите тие забранети работи. Не смеш овака, не смеш онака, таа агресија што ја они стискате во надпобрежните жлезди. Во панкреасот. Недостаток на љубов, недостаток на себе љубов. 28% од болестите се само поради недостаток на љубов и тоа 100% на себе љубов. Човек што се сака себе си, не се разболува. Стварно не се разболува. Зошто би? Пошто болестите се зборови на телото за нас. Психичките, менталните дисторзии ни кажуваат што погрешно правиме. Ама ако си сакате, нема што погрешно да ви кажат дека правите. Јас се извинувам, ќе мора да одам, пошто Рита треба да го снима. Уште малку не вршуваме. Јас ќе останам. Чао. Многу против мажите почнавте и ќе почнеме да бегам. Избега, да. Викам сега ќе испадне дека бегаш, а треба детето да одам да го зема. Да. Важно е, значи, како се однесуваме кон себе си, какви мисли имаме, нели, колку сме добри со себе во мислите, во главата и како се чувствуваме, ама важно е и што дозволуваме околу нас да се случува. Сакаме или не, значи колку и да викаме баш ми е кајле што сака нека збори, и тоа како влијае она што го слушаме и она што се случува околу нас, посебно ако доаѓа од некој што е значаен за нас, нели, што ни значи. Баш во трансакцијска анализа тоа се нарекува строкови. Строкови се баш и нема соодветен збор, ето таков не е јазикот, ама некој вид на внимание, некој вид на пофалба, значи има и позитивни и негативни строкови. И според Ерик Берн, значи најважно е да има внимание. Ако строкот го преведеме како вид на внимание, најважно е да има, па дури и да е негативно, дури и некогаш да е критика, пак е внимание. Најлошо е кога нема кога е рамнодушност, кога постои во некоја релација фаза на рамнодушност, кај што нема ништо за возврат. Дури Берн има во некоја книга и напишано дека кога нема такви строкови, такво внимание, дури доаѓа и до слушање на кичба. Затоа што едноставно фали тоа нешто. Ни фали поврат на некоја реакција од надвор, потврда, сепак ние сме социјални битија и не можеме сами да функционираме
и секако многу подобро се чувствуваме во друштво каде што некој му е пријатно со нас, кај што добиваме внимание добро и па дури и да е нешто негативно, пак некој не забележал, нешто кажал за нас, нешто направил кон нас, не забележал баш. Кога сме оставени баш како неважни, што многу често за жал се случува со некои дечиња кај што родителите се не толку зафатени и ќе им дадат, како што гледам сега, често вака телефон да гледаат, за да може мајките да си направат муавет, пошто излегаме на кафе, а не на детето. И буквално преогледува и дома тоа, некако се ова стресно време и брз начин на живот често наметнува такво нешто да родителите не посветуваат доволно време и внимание на децата и тие уште од најмали учат дека тоа е нормално. Дека е нормално да нема родител од време за него и дека вниманието е толку што треба да се добива. Нема она значајна позиција дека и јас сум важен денес и важно е јас што сакам, како се чувствувам, каде сакам денес да одиме или се што би сакало едно дете да прави. Него се тоа некако ограничено, се некако ако може оно што повеќе само да функционира. И се жал некако се повеќе зачестува тоа и по однос на клиентите кои доаѓаат, кои веќе децава пораснале, ама така растеле, да речеме, наназад 10 години, кај што баш дури им е чудно кога јас ги провоцирам да зборуваат за себе си, да ми кажат како се чувствуваат или било што за себе си. Тоа е некако као зашто ме прашуваш, не знам што да каже. Деца, значи зборувам на 12, 13 или 14 годишна возраст, каде што се очекува веќе да знаат да кажат нешто за себе. Иако може и од помала возраст, ама ајде да речеме и 14 годишна возраст, им е чудно тоа што јас барам од нив да зборуваат за себе, затоа што тоа дома го немало. Едноставно како да било непотребно. Она било шема, нели, како помина во школа, добро и толку. Што ме добро, значи добро и нема што многу тука да се збори. Ама јас им викам што значи тоа добро, кога ќе го прашам како се, не знае што да кажа, па добро сум, што да кажам. Добро, што значи добро за тебе? Па сега што значи, па добро е. Едноставно како да нема дури идеја што да зборува, како да одговори поинаку на тоа прашање. Па ајде малку учиме, нели, со идеи. За некој може значи добро ако нема проблем, за некој значи добро ако сум поминал добро во школа, за некој добро значи ако не ме искарала мајка ми, за некој добро е ако се видел со другарка, другар, некоја, нели, различно, па ајде да видиме за тебе. Тоа ајде малку идеја добива што треба да одговори. Секако мора паралелно и со родителите да се работи, затоа што веројатно и тие не зборуваат за себе и тие не споделуваат со децата како се чувствуваат, што им се случува, како размислуваат, што и да се случува, како поминуваат низ тоа, да го споделуваат, да го кажуваат тоа, нели? Па тогаш и децата да учат од нив дека е нормално и да се зборува за тоа што се случува со нас. Се се тоа процеси на кои добро е да се работи за да се превенираат некои работи што понатаму може да се случат како форма на болести или заглавување во лоши врски, кај што ќе бидеме повредувани, нема да се грижиме за себе. Сега ми текна на една последица. Жените сакаат со ушите. Замислете колку женски деца ми им е кажано дека се сакани, дека се доволно добри. Дека се убави. Дека се убави. Ова, Розе, сега сето што го кажуваше, знаете дека во Македонија најмногу од автоимуните болести, најмногу од моите клиентки, пошто 80% работам само со жени.
потекнува од неглект, од запоставување. Се тоа запоставени како деца, запоставени како тинеџерки, запоставени сопруги, запоставени како мајки и сега не знаат како да се снајдат, како со нивните деца. Многу е интересна реченицата жените сакаат преку ушите. Сега размислувам, замислете колку многу на нас не ни е кажано, колку многу трансгенерацијската траума кај нас и трансгенерацијското воспитание на македонскиот народ не внимава на емоции, на припадност. Колку од вас се чувствуваат дека припаѓаат до собствената фамилија? Ако тоа е убаво, браво. 43 години живеам со нив. Не сум мажена, не имам деца. Да, окей, ама чувството на припадност, ако ти е супер дека си дел од таа фамилија, ти покажале дека си дел од таа фамилија, секој ден ти покажуваат дека си дел од таа фамилија. Така функционираме, хаотично, ама функционираме. Окей, види. Тоа е нашиот начин. И јас со мојот сопруг, затоа имаме и добар брак и не се караме, бидејќи му велам, секој ден треба да се заљубуваш у мене. Јас секој ден се заљубувам у тебе. Колку време сте во брак? 9 години годинава, 10 години се знаеме веќе. Значи, секој ден за да еден брак обстои, ви реков, јас имам идеја дека ние живееме само 24 сати. Ја имам само 24 сати, секогаш, само 24 сати, пошто никој не ми гарантира дека ја утре сабајле ќе се разбудам. И за тие 24 сати, јас сакам него да го сакам. Кога ја Ишуа, Исус ги учеше неговите ученици и неговите апостоли како и зошто да влагат во брак, им велеше, значи во брак се влегува само ако имаш вишок време, вишок љубов, вишок нерви, вишок пари. И вишок нерви. Вишок нерви, да, немаш вишок нерви. Значи пред се треба за себе да имаш. Ако имаш вишок, онда избери на кого сакаш тоа да му го подариш, пошто моето време и за мене е подарок. Многу се трудам да живеам повеќе на планетава Земја, да изнапишам еднакво повеќе книги, повеќе ученици да има. Многу се трудам и мене времето ми е важно. И ако веќе сакам со некој да го делам, ќе одберам некој што го почитува тоа време. Затоа што јас си го зимам него и он мене, ама е обострано. Затоа што имаме и вишок нерви, и вишок време, и тоа вишок време, тие 2-3 сати што сум јас слободна, сакам со него да ги посветам. И пример, ние кога ќе излеземе од дома, не излегуваме без да се бацнеме. Значи, мора да една бацка, барем у чело, ама ја не знам дали него ќе го видам пак. Не ми е дека он ќе отиде со друга, ја не знам колку ќе се ужива. Може коло да ме мавне некаде. Свесноста исто за смртта, што е исто моја специализација и омилена тема, многу ги буди луѓето. Затоа и јас волку тешки теми разговарам на Розија, пуштам за тие убавите работи за љубов. Ама ако луѓето се свестат колку многу се смртни и колку животот е краток, може би многу побрзо и поубаво ќе почнат да живеат. Ама вие рековте, јас извинувам. Кажете. Вие рековте дека си одбирате кога ќе умрете. Ма да, ја одбирам да живеам кој што можам повеќе. Тоа е исто. И сакам да се умрем одреко. Интересно е, луѓето кога ќе се разболат, има случаеви, тогаш сваќаат жалат за работите што не ги направиле, за љубовта што не ја дале, за што немале храброст да го живеат животот во пунина. Имаме еден многу убав случај. Значи, дојде кај мене трет Б стадиум, Ходжкинс лимфом низ цело тело. Значи, жената од тогаш хемотерапија, зборам пред 10 години, значи хемотерапијата беше стварно хемотерапија, со повраќање, со паѓање на коса, тешко све. Значи, од хемотерапија ќе се исповраќа, ќе може само малку да оди, тогаш живеевме одма позади државна. Значи, жената доаѓаше 3 години. 3 години доаѓаше. Знаете зошто? Затоа што рече, ги исчува свекоро, свекравата умреа, наши сопругот нејзин
исто почина, значи децата се оженија и она сега се разболе и треба она Сега да имало умре. време. Вика нема. За инат вика јас сега, кога никој нема што да ми смета, како ја да живеам, јас сега да умрам, не доаѓа у обзир. Сега е среќно, омажена со партнер, си живее, си ужива у животот. Тоа е еден од многу убавите среќни приказни, баш тоа што го кажа. Значи, она сакаше да живее, буквално можеме да се абираме датумот на смрт. Не мора да умреме од канцер или од било што. Живеете колку што можете, ама бидете свесни дека сме смртни. Поубаво ке живеете и ги оценете животот. Токму таа причина Маја што кажа. Зошто луѓето се будиме само кога ќе сме болни, само не и зошто се грижат и нашите партнери најмногу кога нешто не е ни уред. Значи зошто да не се грижат за нас и кога сме уред и да се сакаме и на секое доаѓање, на секој испраќање да се гушнеме, секој момент да припаѓаме. Тоа е најубаво чувство. Да, затоа треба да се бориме за тоа чувство. Затоа и се потекнува исто од себе си, исто како Розе што кажа и од другите. Сакаме да бидеме сакани. Ја колку и да имам свој јас и свој карактер и да не ме е гајле за другите, ја пак сакам на крајот од денот мојот сопруг да каже дека сум убава, дека ме сака. Тудуше јас си прашам, дали сум ти убава? Ама пак, прашај си, ке си добиеш одговор. Хаотично ние, ама убаво ние. Најсигурна е повратната информација. Да, се прашаш, не се чекаме еден со друг. Сега ја да мислам, он дали мене ќе ме виде, па после 2 недели ти тогаш не ми кажа, значи сега одма тука. Добро. Ето така. Мислам дека овака со љубовта можеме да завршиме, да комплетираме. Благодарам што поставувавте прашања за вашите размисли. Браво, мислам, да размислите. Супер. Фала на сите што одвоивте време и фала што размислувате. Тоа го сакам да го слушнам. Не е битно дали е правилно, погрешно со годините. Важно е дека размислувате. Размислувајте, знаете кои сте, што сте и ќе имате стартна точка за да знаете како, на каде. И ви И што благодариме. дошле тука и што се интересирате за вакви теми. Што се Да, ви интересира. благодариме за многу убавото искажување и на вистина, иако сум веќе поодминати години, вакви едукации се многу битни во животот, постојано да ги слушаме, бидејќи не хранат за понатаму да имаме убави идеи за животот и да сме сакани да живееме во љубов. Заради тоа искрено мое благодарам за досега кажано. Се надевам и идната недела која ќе биде Идната недела новата ќе сте сами со Розе. презентација. Да. А по идната недела па 2 дена ќе сте со мене, и среда и четврток. Да. Да. Добро. Тука завршуваме, значи кој сака може да дојде и следниот четврток. Имаме презентација тогаш на друга книга исто за гешталтерапија, се вика Работа со лутина во психотерапија, но е наменета и за некој што не работи психотерапија, него еве баш да ја разгледа лутината како емоција од некој друг агол, да видиме зошто е таа важна и што правиме кога сме лути, што се можеме да правиме, да развиеме малку свесност за тоа зошто ни се јавува таа емоција, колку е таа важна за подобар и За мене е поквалитетен многу живот. важно за чиста куќа, кога се лута све чисто. Добро, ќе видиме тоа ве следен четврток, исто од 6 часот овде ќе видиме кој сака може да дојде. Книгите се сите на продажба. Значи, да. Јас мислам дека еве се сакаме да едно пенкалце, ако некој сака посвета, да. Да, кој сака може да си купи од било која книга. Значи денеска ова ни на тема, можеме да ви пишам посвета. И мислам дека на крај заслужирано тоа. Благодарам, јас се почитав некако ви благодарам, значи што дојдовте во Бейкер Стрит, продолжуваме со оваито работи на себе, со Розе и со Данче. Секој четврток ќе следите на нашите профили на Инстаграм и на Фејсбук, кој што ќе има програма, ќе има што секоја недела
темите кои се, они веќе најавија. Така да ви благодарам на сите уште еднаш што дојдовте, секако благодарам на Данче и на Роза што вклучија во овој проект и да очекуваме следно доколку се заинтересирани. Ви благодарам уште еднаш. Фала.